Политичките партии со самиот почеток на изборната кампања ги искористија социјалните мрежи и медиумите за да ги постават своите изборни програми, но не останаа имуни ниту на рекламните паноа и билбордите. Низ градовите веќе може да се видат билборди на кои политичките партии се рекламираат. Според упатството за распределба на рекламни паноа и билборди, 40% од локациите се достапни за партиите на власт, исто толку проценти се наменети за партиите во опозиција, а по 10% од локациите се достапни за парламентарните партии кои немаат пратеничка група и вонпарламентарните партии. Доколку некоја политичка партија, коалиција или независен кандидат не го искористат вкупниот процент на закуп, тогаш останатите политички партии и независни кандидати имаат право на закуп на тие локации. Политичката партија или коалиција, која нема да го искористи вкупниот процент на закуп на рекламни паноа и билборди или локации, е должен да ја извести Државната изборна комисија за тоа. ДИК во дополнителна постапка ќе ги распредели неискористените рекламни паноа и билборди или пак локации на останатите политички партии или пак коалиции согласно членот 78а од изборниот законник, се вели во упатството. На 18 јуни од страна на Државната изборна комисија беше спроведена ждрепката за доделување на локациите на рекламните паноа и билборди. Освен овие опции за политичко рекламирање, на партиите во изборниот период на располагање им стои и опцијата за платено политичко рекламирање.